Ребаланс на буџетот со кратење на вкупниот буџет за 5,5 милиони денари или за 2,07%, додека основниот буџет се намалува за 7 милиони денари. Најголемо намалување има кај даночните приходи, посебно кај надоместокот за уредување на градежно земјиште, додека кај капиталните приходи најголемо намалување има кај приходите од продажба на неизградено државно земјиште од 10 милиони денари. Со усвојувањето на кварталниот извештај за првите 9 месеци од годината, Советот денес со мнозинска подршка го усвои ребалансот. Вкупните приходи на буџетот на општина Виница за третиот квартал од 2016 се остварени со 67,44% од вкупно планираните, а вкупните расходи се остварени со 64,28%. Во кварталниот извештај вкупните обврски на општината се 42 милиони 545 илјади денари, а преку милион денари се обврските за неисплатениот неколку месечен надомест кон советниците, зашто имаше силни реакции од опозицијата. Заради зголемениот интерес за сместување деца во градинката, детската градинка Гоце Делчев денес покрај извештајот и програмата за работа побара согласност за формирање на нова група за сместување на деца од 1,5 до 2 години, како и согласност за формирање групи со поголем број деца од дозволениот. Инаку во градинките во моментот престојуваат 419 деца, во насока на проширување на капацитетите е и последната инвестиција на оваа институција со средства од сопствениот буџет. Советниците едногласно ги поддржаа барањата. По барање на фирмата Меларет Дойл, Советот денес донесе предлог одлука за покренување постапка за изготвување на урбанистички план во населено место или поточно во местото викано Панек на регионалниот пат Виница-Берово, кој ќе биде наменет за лесна и незагадувачка индустрија. Овој урбанистички план треба да опфати површина од 5500 метри квадратни, од кои 2400 ќе бидат наменети за градежни парцели. Советот на денешната седница ги утврди и местата за истакнување на изборни плакати: улицата Илинденска на ѕидот под памучниот склад, улицата Илинденска ѕидот под регионалниот пат П527 и улицата Ванчо Прке на ѕидот под киносалата. Во советнички прашања се актуализираше неисплатениот паушал на Советот, како и постапката со докажување на легитимноста во експлоатацијата на топлите води во село Истивања.